Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Кашлицата е еден од најчестите симптоми кај настинките и респираторните инфекции кај децата. Како да се изборите со упорната кашлица кај вашето дете? Што да се преземе ако кашлицата е сува и иритирачка или пак влажна и продуктивна? Дали секоја продуктивна кашлица потекнува од белите дробови? Дали се лекува кашлицата или пак причината што довела до неа? Во кој случај инхалаторната терапија би дала резултат за смирување на кашлицата кај детето? Се за оваа тема во периодот кога децата интензивно кашлаат, ќе ни појасни примариус доктор Благица Манчева, педијатар, пулмолог во поликлиника Букурешт. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа разрешуваме низа дилеми поврзани со оваа тема. Со примариус доктор Благица Манчева, педијатар пулмолог во поликлиника Букурешт, денеска зборуваме за кашлицата кај децата. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма по подолг период. Добар ден и ви благодарам за поканата да збориме за една многу интересна и вечито, нели, актуелна тема за кашлицата, нели, кај малите деца, односно кај детската популација. Кога ќе почнат децата упорно да кашлаат, тоа е голем проблем за сите. Зошто се случува во детска возраст толку често да се јавува кашлица? Кашлицата е одбранбен рефлекс, корисен рефлекс, не е болест, него е еден симптом дека нешто се случува во неговото дишно стебло. Инаку со нашите респираторни органи, почнувајќи од носот, преку ждрелото, трахеата и бронхите, ние со најголема површина комуницираме со надворешната средина. Знаеме белите дробови зошто ни служат за примање на воздух, примање на кислород доволно, нели, за неопходно потребен за функционирање на организмот и враќање на јаглеродниот диоксид. Значи, површината на респираторниот тракт е некаде околу 100 метри квадратни, односно колку едно тениско игралиште. Замислете си, кожата не покрива надворешно, организмот го штити од надворешните влијанија, додека целиот респираторен систем, невидливо за наше око, е изложен со толкава површина и комуницира со надворешната средина. Внесувајќи го воздухот, нели, ние внесуваме и различни други партикли, како што е аерозагаденост, вируси, бактерии, алергени, разни хемиски соединенија, иританси, кои што можат да предизвикат една реакција на ниво на респираторниот тракт, да ги надразнат рецепторите за кашлица, кои што се прострираат од ждрелото па се до најмалите бронхи и бронхиоли. И организмот така кажува дека нешто се случува на ниво на респираторниот епител, кој што не му прија и треба да го отстрани. Самиот воспалителен процес кој што се покренува како резултат на вируси или бактерии, ствара и секрет. Значи, респираторниот епител е така изграден да е од 3 слоја. Еден слој на секрет мукус, што го викаме, што нормално се ствара, за да во тој мукус се заробат овие несакани партикули, ресички кои што многу интересно се движат како ескалаторите на овие, значи од долу кон нагоре, така го носат секретот и заробените овие партикули или вируси и бактерии, и епител кој што е во чиј состав има разни клетки кои што ствараат дополнително секрет кога е иритирано ова дишно стебло од, нели, вирусна или бактериска инфекција или некој хемиски иританс. Така да рефлексот на кашлица е еден корисен рефлекс со кој што организмот се обидува да се ослободи од овие несакани причинители. Најчести во детската возраст се вирусните инфекции и заради тоа се најмногу проследувани и ги убедуваме родителите дека најчесто се почнува, особено во првите години од животот на детето, затоа што сите знаеме дека имунитетот зрее и се создава, а за да се создаде тој имунитет треба да има контакт со одредени вируси и бактерии, за да одговори соодветно да створи соодветни антитела кај одредени вирусни инфекции, трајни
траен имунитет се создава, како например кај морбилите, варичелата, но кај повеќето од вирусните инфекти не се создава траен имунитет, но веќе еднаш прележан вирусен инфект, например респираторно-синцитијалниот вирус, кој што е многу често присутен. Особено оваа година. Особено оваа година, дури и атипична презентација имаше почна дури од летните месеци, инаку карактеристично есенско-зимските месеци, нели од септември. Оваа година почна некако дури во август, во екстремно топлите месеци. Респираторно-синцитијалниот вирус е многу агресивен вирус, но сите деца во тек на првите 2 години, 80% од децата го прележуваат. Како одредено дете ќе со каква клиничка слика многу зависи од општата состојба на детето. Ако се работи за прематурни дечиња со конгенитални срцеви мани или некои други имунолошки состојби кои што се со намален имунитет, тие деца многу потешко го прележуваат овој РС вирусен инфект кој што знае да даде многу тешка клиничка слика на бронхиолит. Што значи бронхиолит кога најмалите дишни патишта се воспалени од тој вирус и ствара едни детритусни промени да дури ја оневозможува размената на кислород кој што нели треба да се одвива, а кај овие мали пациенти понекогаш 1 до 2% од оваа група на деца завршува и во хоспитални услови, затоа што сите знаеме дека емпириски лек за вирусните инфекти немаме. Има готови имуноглобулини баш за овие вирусни инфекти, затоа што е утврдено дека многу тешка клиничка слика даваат, посебно кај овие групи на деца, но тие се екстремно многу скапи на нашево поднебје, навистина се уште недостапни готови имуноглобулини, кои што кај овие ризични групи на деца во западните земји се знае пред очекуваната пандемија се даваат за да ги заштитат од тешка клиничка слика. Исто така овој РС вирус се карактеризира по тоа што знае да даде и после прележувањето повторливи визинг бронхити, една поназначена реактибилност на дишното стебло како резултат на оштетување на респираторниот епител, за чие што обновување треба малку еден подолг и долготрајни кашлици. Да, подолг временски период за опоравување, што е одлика и на другите вируси. Често е поставувано прашањето на родителите како може толку често едно дете да има вирусни, аман веќе од тие вирусни инфекти, затоа што кога ќе дојдат постојано кашла. Да, но после првата година кога вообичаено децата, знаете, родителите треба да отпочнат со нивните работни одврски, да се вратат на нивните работни места. И после овој период од породилно отсуство ќе се стават децата во детски колективи, во јасли и детски градинки, а се уште со незрел имунолошки систем, тие се изложени на најмал вирусен инфект на безазлен риновирус, например, кој што ги има повеќе од 100 типови. Ние возрастните ќе го донесеме вирусот или одредено детенце од групата ќе донесе риновирус. Тие дечиња, особено децата кои што се генетски оптеретени за алергиски заболувања, кај нив на локално ниво имунолошкиот одговор на респираторниот систем е помалку вреден, понемоќен за да се избори и со безазлените риновирусни инфекции. Така да децата кои што покасно во нивниот живот ќе развијат астматско дишно стебло, реактибилно дишно стебло, еден безазлен риновирусен инфект знае да направи сериозна екзацербација на основната болест. Така да вирусните инфекти не се така едноставни за следење, лекување, а прават многу сериозни потешкоти, едни кашлици измачителни кои што навистина долго траат. Ќе проговориме како би можеле да се смират, но претходно би ги издвоиле причините кои што се најчестите активатори на рефлексот за кашлица, тоа се бактериските и вирусните инфекции кои што вие веќе ги споменавте, алергиските болести, надразнувачи од воздухот, аерозагадување, вдишано туѓо тело, гастроезофагијален рефлукс, регургитација кога стомачата, желудочната киселина се враќа во устата,
тука има една психолошка кашлица. Докторке, споминавте дека вирусите се најчест причинител за кашлица кај децата, но може ли бактериите да создадат исти симптоми? Видите вака, нашиот респираторен тракт, носот и устата не се стерилни. Ние си имаме нормално носители на разни бактерии, стафилококи, мораксели, стрептококи, хемофилус инфлуенца. Денешниве деца со вакциналниот статус, нели, ги вакцинираме од најчестите и типови на причинители, хемофилус инфлуенца и стрептококната вакцина, нели, ги примаат, но тоа се најчестите типови на бактерии кои што можат да направат сериозни бронхопневмонии или менингити, сериозни инфекции, нели, од овие бактерии, но не од сите бактерии. Обично, а бактериските инфекции се малку поретки, но една претходна вирусна инфекција која што ќе го оштети респираторниот епител, ќе ги отвори буквално вратите, односно така оштетениот респираторен епител, слевањето на секретот од горните дишни патишта и веќе така истоштениот организам во борба со вирусниот инфект, стварањето на секрет е добра подлога за да секундарно овие бактерии што ние ги носиме во носот и во грлото станат секундарно патогени, односно да се размножат во малку поголем број и велиме на една вирусна долнореспираторна инфекција, може да се накалеми и бактериска инфекција. Но опште заклучокот, знаете, дека кога ќе почне една вирусна инфекција кај детето со кашлица, и родителите од страф или као превентивно, ајде да почнеме со антибиотска, ако кашлицата пролонгирано трае, температурата. И од страф, не знам како, но мислам дека последниве години од мојата лекарска работа гледам помак, затоа што при ваквите настапи на телевизија упорно кажуваме дека превентивно кај вирусна инфекција, а недокажана секундарна бактериска или во стад бактериска инфекција, не треба превентивно да се почне со антибиотик. Треба да се следи состојбата, ама треба трпение и вложување, нели? Посебно зависност од тоа од возраста на детето. Ако се работи за едно мало доенче, навистина треба многу предострожно со и актуелен апла клинички вирусен инфект, затоа што многу брзо може да настане компликација кај ваквиот млад организам, заради анатомоморфолошките карактеристики, нели, потесни дишни патишта, незрел имунитет. Така, повеќе фактори се во прашање кои што доведува до една посложена клиничка слика. Да, слика. кај тие деца особено предострожно. Додека кај поголемите деца, навистина треба да им се даде малку време и простор да се обиде нивниот организам со симптоматска терапија, нели, да се избори со соодветна хидрација, одржување на проодност на дишните патишта, да се избори со актуелниот инфект. Бактериските инфекции се релативно поретки, за разлика од вирусните инфекти, може да настанат како последица на една претходна вирусна инфекција, но и може да настанат деново. Оваа година гледаме, например, стрептококните инфекции од пиогениот стрептокок од група А, со гушоболка, со покачена температура и со позитивни изолати, многу голема инциденца на појава на ваквите инфекции кај училишната група на деца. А што е со алергиската кашлица, докторке? Дали е специфична? Како звучи? Сува ли е? Продуктивна ли е? Алергиската кашлица, знаете што, многу родители кога ќе имаат повторливи вирусни инфекти, бараат испитување на нивниот имунитет или бараат имунитетот затоа што сметаат дека нешто со имунитетот кај нивното дете не е во ред, или бараат алергиска компонента на сето тоа. Да се разбереме, начинот на живење, прво за развој на една алергиска болест многу е важна генетската предиспозиција. Но и алергија, сензибилизација на одредени алергени може да настане и деново. Ако кај едно дете имаме долготрајна кашлица, сува, која што е неповрзана со други клинички симптоми и знаци дека има вирусен или бактериски инфект или нешто друго е причина, општа состојба добра, но само во одреден период
Например, ноќе ќе си легне дете и станува со недостиг на воздух, со свиркаво дишење, со сува измачителна кашлица, понекогаш кашлица со ларингален призвук, зашто збориме во овој случај на една реактибилност на горните дишни патишта, односно на ларикс и на гласниците, или реактибилност на подолните дишни патишта на бронхиите, кои што се манифестираат со спазам. И таа кашлица е многу типична. Ние велиме еден визинг, едно свиркаво дишење, при издишувањето се слуша едно свиркаво дишење, кај поголемата возрастна популација пак едно немо белодробие, они можат да земат воздух, но не можат да го издишат, и едно аускултаторно дури не се слуша тој визинг како кај малите деца. Значи, кај децата кои што се склони кон алергија, овие свиркави епизоди, односно кашлици, кои што се суви и измачителни, се резултат на бронхоспазам, на стеснувањето на бронхиите, и тоа е сосема поинаков звук на кашлица. И и клинички наод кај децата. Повторно ќе речам, алерген сензибилизација може да настане и кај деца кои што се експонирани на аерозагаденост, па оштетено е дишното стебло, и повторно е тој респираторен епител многу поподложен да ги прима, да се лепат алергените и да настане сензибилизација. Или експозицијата на чатот цигари, пушењето на родителите во домот, исто така многу влијае. Една шведска студија заклучила дека кај 4-годишни деца кои што живеат во средина каде што родителите се пушечи или мајката пушела во тек на бременост, имаат многу поголем процент развој на алергиски болести на нивна 4-годишна возраст, отколку децата кои што не се експонирани на чатот цигари во домашната средина. Така да, ако не можеме да влијаеме на аерозагаденоста со, како родители, живееме сите во урбани средини, ние свесни сме како педијатри, јас, например, ние многу помалку добиваме дечиња со респираторни симптоми и тегоби од населбите, например, од источна Западна Македонија, каде што се на повисока надморска висина, каде што не е изразена аерозагаденоста толку, иако Тетово е на убава надморска висина, ама имаат екстремна аерозагаденост, попова шапка е тука. Значи, децата од тие населени места немаат толку респираторни тегоби и немаат... Како градските деца кои што живеат во средина со загаден воздух. Докторка, има тука една специфична состојба вдишано од туѓо тело. Некогаш децата знаат да си играат со ситни предмети или пак да ги вдишат. Делче од играчка, да речеме кикирика, нешто такво ситно. Тоа е живото загрозувачка состојба. Аспирацијата на туги тела е, да, посебно од вегетабилно потекло, што спомнавте вие, кикирика, леблебија, сончоглед, гравче. Значи, понекогаш во мојата лекарска пракса сум имала многу случаи, работев во детската болница Козле, во Институтот за белодробни заболувања кај децата, каде што сме ги доживувале овие акти на аспирација, и тоа е драматична состојба. Карактеристична е кашлицата? Може да препознаете врз основа на кашлицата за што се работи? Да, врз основа на кашлицата може да се наслути, ако не е виден актот на аспирација и на инсистирање да се добие анамнестички податок, понекогаш и без добијан анамнестички податок, клиничката слика и несоодветниот одговор на спроведената терапија може да упати, индиректните радиолошки показатели можат да упатат да се посомневаме на аспирација на туѓо тело. Така да, единствениот начин на лекување е бронхоскопска евалуација на дишното стебло, навлегување во дишните патишта со специјални инструменти, од обучена екипа која што ја има во Институтот во Козле, да се ослободат дишните патишта, инаку со никаква друга терапија тоа не може да се смири кашлицата од дишано туѓо тело. Како што споменавте, прилично сериозна ситуација. За ова не е планирана меѓу другото една цела емисија, која што наскоро ќе можете да ја погледнете во склоп на
магазинот за родителство 0+ месеци. Почитувани, ние продолжуваме, докторке, понатаму со гастроезофагиален рефлукс, значи една состојба со сложено име, или регургитација, или едноставно враќање на желудочната киселина во устата. Како сега да знаат родителите дали нивното дете има рефлукс, па поради тоа кашла? Значи има видлив рефлукс, кога е физиолошки во првите месеци од животот на едно доенче. До 6-тиот месец ние педиатрите велиме дека тоа е физиолошка состојба. И кога ќе имаме клиничка слика за после подој или после хранење со шише, бебето исврла дел од млечната содржина заедно со желуднична содржина, тоа го викаме гастроезофагиален рефлукс, и се толерира во првите месеци од животот заради незрелост на оној мускул што треба да го затвори желудничето кај околу диафрагмата, за да не се враќа содржината на млекото заедно со киселината кон езофагус. Кон хранопроводникот. Кон хранопроводникот, каде што има едно капаче кое што треба да го затвори. Таа кашлица е типична, знае да се јави ноќе, кај поголемите деца кои што можат да опишат, да опишат дека има чувство на киселост во грлото. Типичен е и наодот со директоскопски преглед, нели, кој ќе се прегледа ларингсот, тој е ожарен, опален, црвен. Но анамнестичките податоци за враќање на содржината после 6-тиот месец ни дава за право да дадеме еден совет за еден соодветен хигиена диететски режим, односно детето да се постави во една антирефлуксна положба и да бидат згуснати оброците. Има готови млека кои што се со соодветни згуснувачи, за да не така лесно. И тие деца треба, значи лекувањето е во рацете на родителот, во начинот, промената во начинот на исхрана и во положбата после хранењето. Таа е таа специјална. Дури кај поголемите деца се јави овој проблем? Кај поголемите, да, може да се јави, многу поретко. Велиме дека оваа состојба си ја надраснуваат која ќе ојача организмот, може да се јави кај деца каде што има мускулна слабост, кај церебрална парализа, мускулни дистрофии, каде што постои и онака слабост на мускулатурата, кај деца кои што, например, рахитични, еден од знаците за рахитот, дефицит на витамин Д е една млитавост на мускулатурата, во склоп на тоа, значи може да се јави овој гастроезофагиален рефлукс. Инаку за докажување прво е анамнезата, клиничката слика и како што реков, лекувањето е во рацете на родителот да се постави во таа антирефлуксна положба, има и специјални душеци. Под некој одреден агол, така? Под еден 45 степени треба да е аголот. Така. И повторно исхраната да е со згуснати оброци, ноќните подои да гледат да се избегнуваат или да се користат згуснувачи во склоп на исхраната за да нема враќање. Ако има потреба по проценка на клиничарот, значи се додаваат и инхибитори на протонската пумпа, односно во тек на 4 недели, кои што ќе смират киселината. Инаку е доста сериозна состојба, ако се игнорира и не се препознае на време, а тоа трае малку подолго време, може да е сериозен вовед во развој на хронични белодробни промени на белодробието, затоа што киселината заедно со храната знае да го оштети повторно дишното стебло, да направи дефинитивни, односно развој на бронхектазија. Развојот... Така велете. Да, тоа се проширени, значи се прошируваат тие терминални бронхи, тука има постојана една инфламација и стварање на еден секрет, така да тоа е сериозен вовед ако навистина не се препознае и навреме не се лекува. Значи, тука е клучна раната диагностика и интервенција од страна на родителите, а во случај да е потребен лек да се дадат... тимски пристап, значи тука се вклучуваат како субспецијалисти гастроентерохепатолозите, кои што, ако се посумневаме дека се работи за такво дете со гастроезофагиален рефлукс, треба да се упати код гастроентерохепатолог,
кој што доколку има можности да се направи таа 24 часовна пехаметрија. Тоа е едно специфично испитување за кое што јас не би сакала сега да зборам во оваа емисија, затоа што тоа треба да го кажат колегите гастроентерохепатолози, и тоа да се диагностицира, да се видат степенот на рефлуксните епизоди, до каде е рефлуксот, степенот на киселоста, кога, во кои ситуации треба да се превземе, колку долго треба да трае таа терапија, се со цел да се спречат развој на хронични промени во белодробието, затоа што белодробието треба да ни служи до крајот, нели, на животниот век. А сите работи што се случуваат во раното детство може да остават многу поголеми секвели, белези во дишното стебло, затоа што дишното стебло се расте и се развива во тек на првите 6 години. А се она што се случува во раното детство, во првите 3 години, може да остави многу поголеми последици, белези по однос на оваа белодробие. Така да многу внимателно, ние педиатрите знаеме да речеме дека детето е татко на возрастниот, она што ќе се случува во раното детство може да даде сериозни реперкусии понатаму во животот на детето, односно на возрастниот. Доктор, ќе има ли психолошка кашлица, односно откако ќе заврши болеста, детето по навики понатаму да продолжи да кашля? Да, има, но тоа се навистина ретки случаи. Стресот, емоциите може да влијаат, дури да имитира астматски напад. Така да стресот е една специјална состојба кај децата и навистина, али тоа лесно се препознава во одредена група на деца, значи после еден прележен вирусен инфект, може, ако постојано му се потенцира, гледај како кашла, но ако му се отргне вниманието и му се даде нешто и дете не кашла, во меѓувреме ќе ја исклучи таа психогена кашлица. Да, но понекогаш родителите не можат да направат и не можат да поверуваат дека еве кај нивното дете може да се случува и психогена кашлица, па навистина го изложуваат детето на непотребни безброј испитувања за да се утврди етиологијата на ваквиот тип на кашлица. Доктор, ќе да ги поканиме гледачите да се вклучат со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Кога детето ќе почне да кашла сува со една иритирачка кашлица, што може да се направи за таа да се смири? Кашлицата како симптом не се лекува. Како што реков, кашлицата е знак дека нешто се случува, нешто смета во дишното стебло, рефлексот на кашлица е одбранбен рефлекс. Треба да се потрудиме да дојдеме до етиолошкиот причината. Што е причината за кашлицата, па после да се делува. Инаку, како што реков, рефлексот на кашлица може да го предизвика вирусна инфекција, бактериска инфекција, иританси, алергени и низ една анамнеза, всушност и аспектот на детето ќе ни каже во која насока треба да ги насочиме испитувањето. Претходно начнав, значи кога се повторува една кашлица која што трае повеќе од 4 недели, а општата состојба е добра кај детето, треба да се бараат алергии, но со една добра анамнеза од страна на родителот. Родителите всушност треба да бидат искрени кон педијатрот, не само да кажат што ова се случило последниве 4 недели откако трае кашлицата, него уште од раното детство. Многу ни е битно на нас педијатрите самото текот на пораѓање од постнаталниот период. Например, една хронична кашлица која зависи од возраста на детето, нели? Па да се посомневаме за етиолошкиот причинител. Како една хронична кашлица не спомнавме, многу чести се дечињата што се раѓаат како прематурни, па се поставени на респиратор долго време. Тие дечиња збориме дека се раѓаат со едно дисплазија, односно незрело белодробие. И на тие дечиња навистина им треба внимание да нивниот имунолошки систем и остатокот од алвеоли кои што не се отворени да се доразвие тој респираторен систем, треба особено внимание кај овие дечиња, а тие може да се одликуваат со вакви долготрајни повторливи кашлици. Не ги спомнавме, јас би сакала да обрнам внимание, една кашлица која што постепено се развива и се влошува,
а не би ја поврзале со дишното стебло, со конгенитални аномалии на абнормално гранање на крвните садови. Значи, конгенитални аномалии на срцевите крвни садови, кои што можат како омча да се обвиваат околу трахеата, па дава еден карактеристичен призвук на кашлицата. Значи, не само во белодробието може да е причина за кашлица, него и надвор од белодробието може да има разни причини. На која возраст обично се објавуваат овој тип на кашлица? Веднаш по раѓањето? Различна е возраста. Сме имале случаи на мали доенчиња, кои што како ќе почнат зависи од опсегот на аномалијата, една стеноза на трахеа, значи и конгениталните маани кои што можат од најраната возраст да манифестираат кашлица и која ќе се исклучи се. Овој тип на кашлици сепак побаруваат малку поинвазивни диагностички постапки за да се најде причината за кашлицата. Докторке, кога е кашлицата продуктивна, односно е влажна, има и се искашлува шлајм, дали тоа значи дека доаѓа од белите дробови? Вообичаено да, но е еден инфект во горните дишни патишта, еден развој на ринит со риносинузит, секрет кој што се слева, или, например, зголемен оној скриениот трети крајник, кој што делува како чеп позади, па го невозможува нормалното очистување на синусните шуплини, кои што преку отвори комуницираат со носната празнина, и слевањето на тој секрет од што нормално се ствара во синусните шуплини може да е еден од факторите да даде една влажна кашлица. Значи, после станување, кога ќе се исправи детето од спиење, оној секрет ќе се прослее и го дразни детето и дава една продуктивна влажна кашлица. Инаку, после секој инфект, која започнува прво со сува кашлица. Ниеден инфект, барем од мојата лекарска пракса, не почнува веднаш со влажна кашлица. Му треба време на респираторниот епител, на тие се клетки кои што ствараат секрет, да створат секрет со цел, значи како реакција на тој воспалителен процес, дали од вирус или бактерија, и да створи една кашлица. Но овој секрет може да е густ. И сега, во зависност од возраста на детето, малите деца имаат незрела мускулатура, немаат тонус, немаат јачина на кашлицата, немаат на мускулатурата, затоа што во рефлексот на кашлица, во оној акт на елиминирање на секретот, учествуваат повеќе од 500 мускули, а знаеме дека малите деца, посебно доенчињата во тек на првата година од животот, се не толку моќни како дете на 6 годишна возраст. Така да треба да се влие, да се делува на овој секрет, да се разводени, за да може да му се подпомогне, затоа што со рефлексот на кашлица нема да може да го елиминира. Но затоа постои она постурална дренажна постапка и обично родителите, кога доаѓаат, им подпомагаме, односно ги советуваме како да му овозможат на малото доенче, на помалата возрастна група, па и на децата до 3 годишна возраст, да им подпомогнат со таа дренажна постапка. Што им советувате, докторке? Како треба се постави бебето? Силно ли да се тапка? Значи, не треба соодветна силина. Повторно, како овие деца со гастроезофагиален рефлукс, кои што ги подподигаме, под 45 степени, сега ова е обратната положба. Значи, на стомак да бидат на стомаче, под стомачето се поставува еден ваљак, или буквално на поголемите деца, оние што се околу 3 годишна возраст, им советуваме на оние топки за аеробик, за вежбање, што сите ги имаме во домашната средина, како низ игра. Треба обратна една положба. Нема ефект дренажата ако детето е исправено и вие го лупкате по грбчето, секретот се слива кон долните дишни патишта. Значи треба обратна положба, на стомаче да е положено детенцето и се лупка во меѓу скапулите, оние
не на коската да се удара, него или се користат вибромасери или дланката на родителот. Но дланката треба да е свиена, буквално со врвовите на прстите и со таа нежна перкусија, значи се стимулира тој секрет под дејство на земјината тежа, нели, да се слее, да дојде до поголемите дишни патишта, за да може со рефлексот на кашлање да си го искашла. Не очекувате децата на помалата возраст да плукне, да го искашла или да го поврати секретот. Работата е да се елиминира од помалите дишни патишта, да му се овозможи да дојде до поголемите дишни патишта, за да може со рефлексот на кашлање да се и со движењето на тие цили, трепки, да може да се донесе до гркланот, па со кашлањето да си го поголтне, па да го исфрли секретот така. Работата е да не се остава да стои секретот во малите дишни патишта, затоа што е тоа добра основа како ѓубриво кога ќе фрлиме на цвеќињата за да цветаат. Ова е баш погодна средина за бујање на сите бактерии што ние ги имаме. Така, една убава аналогија направивте. Доктор, кога поголемите деца ќе почнат да кашлаат навечер, преку ден и сето тоа трае, родителите веднаш се обидуваат да најдат решение како да ја смират кашлицата, иако веќе споменавте дека клучно е да се најде причината. Но тие знаат да посегнат по сирупи за смирување на кашлица, понекогаш прават и некои домашни рецепти, кромит со мед, варат ловоров лист. Значи, кај децата под 6 годишна возраст, ние педиатрите не советуваме лекови од типот на смирувачи, инхибирачи на рефлексот на кашлица. Зошто? Затоа што неколку пати нагласив дека кашлицата е корисен рефлекс. Треба да искористиме, не треба да се инхибира. Токму заради тоа, ако ја инхибираме кашлицата, ги инхибираме и оние ресички кои што го носат секретот, секретот ќе остане во дишното стебло. Дури доколку е преинтензивна кашлицата, пречеста? Ако е многу интензивна кашлицата, и детето е изморено, има болка во мускулите, тогаш инцидентно да се дава. Значи само тогаш? Но под контрола на лекарска контрола, инцидентно, значи се дава дури обложувачи, например, обложувачи на рецепторите, а тоа се медот, еве, да го спомнам. Чајот бел слез? Чајот од бел слез делува секретолитично. Сега многу внимателно со овие сирупи кои што делуваат секретолитично, муколитично или затоа што со секретолитичниот ефект, кога ќе се разводени тој секрет, дури се зголемува волуменот на секретот. Секундарно се исполнува уште повеќе со овој секрет кој што веќе е створен, се зголемува неговиот лумен и ако детето нема кашлање и не му се спроведува дренажа на секретот, правиме поголема белја. И многу од родителите кои ќе посегнат по вакви лекарства и ќе се исполни дишното стебло уште со повеќе секрет, развиваат отежнато дишење, секундарно обструкција на луменот на дишното стебло и не може да дишат. Значи, развиваат компликација секундарна. Покрај секретот што нормално се створило од инфектот, покрај отокот на епителот на дишното стебло што го стеснува дишното стебло и овој секретолитичен ефект, ако повторно ќе речам, не му се помогне на детето да го искашла, добиваме обратен ефект. Значи, кога ќе се советува кога има потреба, вакви лекарства, треба да се мотивира, да се стимулира детето да кашла. Низ физичка активност, со играње, скокање, оваа постурална дренажна постапка. А доколку детето нема што да искашла, дури има посебни помагала. И кашлицата е сува, докторке, во тој случај што се презема? Тогаш советуваме инхалација за да се овлажни тоа дишно стебло. Понекогаш инхалација со хипертони раствори за да се намали. Како е хипертон, само кажете ни? Хипертоните раствори се сите раствори кои што се со поголема концентрација од 0,9%. 0,9 е изотон. Добра. Раствор на натриум хлорид, а хипертоните се раствори се 2,3% раствори до овде одиме. Кога сакаме да го
да делуваме на отокот и едемот на структурите на респираторната легавица, тогаш советуваме инхалации со хипертон раствор. Хипертониот раствор пак и ја повлекува водата, така да делува и секретолитично. Но повторно ќе потенцирам, кога се советува вакво нешто, се советува и дренажа, елиминација на секретот и проодност на носните ходници. Веднаш да се исчисти носот кога има ваков проблем. Да. Многу голем дел од родителите, кога ги прават овие инхалации, применуваат кортикостероидни лекови. Многу се актуелни, да, инхалациите со кортикостероидите. Понекогаш тие се потребни, но понекогаш имам впечаток дека родителите некако за да спречат развој на компликации, непотребно некојаш во самиот почеток на болеста, без развој, веќе без засегање на долни дишни патишта, почнуваат со инхалации со кортикостероиди, кои што ги комбинираат со бронходилататори. Секојаш совет до родителите, без контрола, надзор, без докторот од семена медицина, матичниот педијатар, да го види детето, да не на своја рака почнуваат со инхалаторна кортикостероидна терапија. Затоа што е тоа навистина терапија каде што се применува во одредени ситуации, кај децата со сериозни долнореспираторни инфекти, кај доенчињата со сериозни бронхиолити, да, оправдана е употребата на инхалаторни кортикоиди кај децата со астма, каде што воспалителната компонента е од алергиска етиологија, тоа е единствениот лек кој што може и ние сме среќни што ги имаме како инхалаторни, затоа што делуваат онаму каде што се одвива воспалението од алергиска етиологија. Порано ги немавме достапни, не беа достапни инхалаторите, нели, но уназад 20 години и повеќе имаме достапни инхалатори и тоа возможува со правилно водење од, повторно ќе речам, матичниот лекар, матичниот педијатар, што го знае и го познава детето, соодветни дози, во соодветни интервали, кога, како и со следење на состојбата, но сепак на своја рака при најмал инфект со носе течење, лесно покачена температура, без знаци дека се засегнати и долните дишни патишта, да не на своја рака почнуваат со инхалаторна кортикостероидна терапија. А доколку детето има кашлица што звучи како лаеш од куќа, односно ларингитис, оправдана ли е тогаш оваа терапија? За да се намали отокот и едемот на гласниците, да. Порано овие деца мора да одат во раните утрински часови, затоа што епизодите на овие субглотични ларингити се случува во раните утрински часови. Ако претходно инхалација со влажен и ладен воздух, обично советувавме да во купатилата стават туш со ладна вода, па детето да инхалира, или да се изнесе надвор ако е влажен воздух од надвор, или да се даде ладен напиток или сладолед да изеде, да го намали што некои се многу зачудени кога ќе слушнат таков совет сладолед при таква кашлица и воспаление на ларингит, само ладно. Тогаш ако не попушта сето тоа, за да се избегне давањето на системски кортикостероиди, нели, мускулно или венски, инхалатор ако постои и ако претходно имаат искуство родителите, веќе оние родители што доаѓаат и со вакви проблеми и симптоми, јас ги обучувам родителите за да се поштедат од траумата, ама се додека е тоа толерантно, ако не е, мислам, ако се влошува, ако детето има глад за воздух, не попушта таа ларингеална кашлица, тоа е драматично изгледа и за родителите и за самото дете, затоа што отокот е изразен на ниво на душникот и детето не може да земе воздух, буквално се бори за глад од воздух. Ако после првично спроведената инхалација со соодветна доза на локален кортикостероид не се подсмери, тогаш да се упатат до најблиската дежурна здравствена установа за да му се помогне на детето.
Така, за да не трчат, како што веќе споменавте, по пижами во ниедно време, навечер или рано наутро. Да, сме имале случаи да додека дојдат, а изнесено детето завиткано, во меѓувреме ќе вдише, нели, обично тоа е во зимските месеци, и отокот ќе се намали, зачудени родителите како тоа се случи. Може и така да се случи, но може и да прогредира. Многу ви благодарам за вашето денешно гостување. Остана уште многу работи, многу дилеми за разрешување. Се надевам дека ќе прифатите нашата следна покана за гостување во магазинот за родителство. И се надевам дека ова беа корисни совети. Апсолутно, апсолутно беа корисни и многу јасно пренесени. Почитувани, ова беше се во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Тилма. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Имате пријатен ден.